16 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и во пат сте на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото и воедно празнично издание од емисијата од своја страна. Утре е голем празничен ден, водици, богојавление. Убаво да си го прославите во кругот на вашето семејство, со топлина, со хармонија, со водици ќе ги заокружиме сите оние празници кои што веќе одмина позади нас во новата 2023 година, па токму затоа одлучив и во ова празнично издание да имаме една убава атмосфера со човекот за кога ќе се слушне неговото име синоним представува звукот на тамбурата. Овде во мојата најава стои дека е еден од, според мене, највеселите и највпечатливите ликови на македонската музичка естрада, народната песна, народната фолк музика, сето тоа стои позади името на Нино Величковски. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од своја страна на телевизија Сонце. Ви благодарам на тоа што ме поканивте. Среќна ви нова година на сите гледачи на прекрасна телевизија Сонце. Сонце да ги огрее само убавини, мир, да се сакаат, да шират позитивна енергија и се она што значи добробит и благосостојба да им се случи. И престојните празници што следат, значи богојавление, Свети Јован Крстител, да им донесе многу среќа, берекет, здравје и љубов. Така, токму за ова празнично издание ви благодарам што прифативте да бидете дел. Вели легендата на македонската народна фолк музика Нино Величковски или 40 години кариера. Што тоа значи за вас? Па да, нормално дека годи да се каже легендата, се тука не го книжам тоа музичко моје живење и еден музички пат и овој музички од, што би рекол, има уште музика во мене, уште толку ја сакам музиката што можам уште да и се дам, да и се предадам, да направам уште песни. Се надевам дека ова заокружување 40 години ќе ми даде поголем поттик да уште творам, создавам во делот на она што е пеење со моите драги соработници, композитори, автори на стихови, аранжери и со тие што на некој начин широко ми ги отворија портите како автори и нормално публиката, односно народот кој ја љуби мојата музика, за кој впрочем живееме, твориме, создаваме нова песна, нова песна како нова љубов, ќе речем. Како нова љубов сте слушали македонската народна музика денес, каде е местото на фолк музиката денес? Па за тоа сами можеме да се избориме, многу може да си помогнеме. Имаше периоди кога си на некој начин недоволно, можеби се трудевме да си ја сочуваме нашата убава македонска песна, затоа што во Македонија каде ќе копнете ги има музика. Секаде го кажале тоа во светот и ни признава дека во Македонија немој ни да пееш и како значи Македонија е се во делот не само на музиката, од сонцето, од изгре сонцето реков кај ќе копнете има музика. И тоа е нашата предност. Толку талентирани млади има неверојатно со толку талент. И сега секој си го бара местото под сонцето. Ние некој го нашол повеќе, некој можеби подсенка бил повеќе. Дали се слуша? Се слуша. Еве сега пеев на карневалот во Вевчани и навистина толку имаше еден фидбек, толку ми врати публиката со една енергија, бидејќи ја подоцна настапив од негде 1 часот до 2,5 сабајле, но голем вознес, големо чувство е кога гледате дека некој ве слуша, ве прати, пее со вас. Исто случајно пеев македонски песни, така си беше замислата на организаторот и гро беа македонски изведувачи. Така да, пак ќе кажам, ние сами треба да се чуваме и сочуваме место под сонце. Во една прилика ќе кажете да, можело и со македонски изведувачи, Пива фест, еве Вевчани. Да, па еве. Имаме ли ние изведувачи достојни за да си ги покриеме сите тие фестивали? Па имаме, зашто еве јас две години скоро кога беше ковидот со тамбурашкиот фестивал, иако можеби тамбурата не е примарна и не е главна во Македонија, но еве се покажа дека 2 години можеме со синтези, со љубовина,
нека не ми замерат ако не ги набројам сите, што дошле со Каролина Гочева, со македонски изведувачи да направиме како главни гости говорам, бидејќи публиката си бара и звезди. Ние вика имаме ние квалитети од Каролина Гочева преку Калиопи до која еве впрочем минатата година пеевме заедно на Светскиот тамбурашки фестивал во Нови Сад. Фантастичен наступ на Калиопи со 110 тамбураши на сцената во Петроварадин. Тоа е тамбурашки екзит. Така да големо е чувството кога можете како македонски изведувач да настапите и да ја ширите убавата македонска песна. Тоа е мојата не улога, една моја мисија. Нормално кога идам надвор дека ќе пеам на македонски. Сакам да пеам на македонски. Да не ме разбирате. Така. 40 години кариера, неколку години работите и како актер во Кумановскиот театар? Па да, тоа се моите почетоци. Јас на тој музички план можам да се заблагодарам на тие луѓе со кои работев, од режисерите кои ми дава улоги со пеење. Во Кумановскиот театар направивме сценски лабораториум Беседа, тогаш беа како алтернативни групи, во кои работев скоро 13 години и тука пропеав условно. Значи, ми се даде шанса да дури да земам награда за најдобра машка улога, во која пеев. Го играв Тафар на поемата Цигани од Пушкин, за да потоа играм во Мајка храброст на Бертолд Брехт, исто улога со пеење. Ама сцената е светиња, како да ви кажам. Многу ќе научите од сцената, не само од сценско движење, туку еден почит, респект кон публиката. Мене тоа многу ми помогнало во кариерата. Знаете. Што ја одбележа вашата кариера? Имате ли нешто што ќе го издвоите во сите овие години наназад? Можеби некоја песна која што останала? Сите ви се хитови, меѓутоа според вас? Па не, знаете, ова е како со дечињата, сите деца се ги сакат подеднакво. Може би тој период на првата моја песна, далечната 83-та година кога почнав, Кажи Милено Душо, кога немаше Валандово, немаше фестивали, кога ново создадената песна срамежливо тропна на портите за да се широко отвора таму после Валандовскиот фестивал. Кажи Милено Душо на мојот автор Миодраг Божиновски Мичо. Голема благодарност и до него, се покојан, нека му е лесна земја, до неговото семејство, кој ми напиша првите 10 песни, на вистина од кои 2 хита, Бабино девојче 88 година на Валандово и Свирете ми тамбури, која широко ми ги отвори портите на македонската фолк сцена. Тоа се 2-3 пункта, односно 88, 90, за 2 години 2 хита, да не кажам. И потоа соработка со Миодраг Божин, после соработката со Миодраг Божиновски Мичо, со стиховите на Љубец Цветановски, Васил Појовски, Томислав Которчевиќ и една плејада на одлични Јован Павловски, луѓе што ми пишува стихови, и сега Догден Неделковски со кој највеќе соработувам. Миле Барбаровски, неодминлив е неговата музичка работилница. Работам со синот на Огнен, Филип Неделковски, и многу композиторски имиња како што се Григор Копров, Димитар Масевски, Зоран Джорлев. Нема со кого не сум работел во веќе 40 години и големо благодарам до сите нив како мои одлични соработници и пријатели. И секоја чест за сето направено до сега. Кога сме веќе кај хитовите, јас овде ќе предложам да направиме една мала пауза од разговорот и нашите гледачи да уживаат во Свирете ми тамбури од Нино Величковски. Уживајте. Tamburi, pesna ja barам, сета моја љубов, вагна и надарам, како лажна сенка пред мене стои, салца неја трепери, тамбурата на шои. Донеси вино, уште 2-3 тури и само нека свират моите тамбури. Donesi vino,
уште 2-3 тури, само нека свират моите тамбури. Свирете ми тамбури со песната ваша, многу чаши испит за љубовта наша. Како лажна сенка пред мене стои, сам за неја трепери тамбурата на Шојич. Донеси вино, уште 2-3 тури, само нека свират моите тамбури. Донеси вино, уште 2-3 тури, само нека свира моите тамбури. Поминува полноќ, светлото се гасне, мојата тага се повеќе расте. Свирете, свирете ми, остана само ова празна чаша и песната ваша. Донеси вино, уште 2-3 тури, само нека свират моите тамбури. Донеси вино, уште 2-3 тури, само нека свират моите тамбури. И ве сме, почитувани гледачи, назад во студиото. Продолжуваме со муабетот, со интервјуто со нашата музичка легенда Нино Величковски. Овде имам запишано дека во една прилика ќе кажете дека за пеење треба да те роди мајка и треба да ти пее пилето. Како ќе го прокоментираме тоа? Пилето ми пее рано на Сабајли. Знаете, има една вистина дека вела дека талентот е само не знам колку посто, се друго е работа. Но ако не ве роди мајка, да ви кажам право, тоа ќе се покаже и се покажува да талентот е многу важен елемент. Не може со сила или зорле, како викаме, да го натерате некој да пропее, да биде пејач, пејачка, ако не му пое петле по кумановски. По кумановски. И дарба е едно, талент, ген, како сакате. Работа сигурно дека треба. Не може тоа, знам песната, мора многу да се посветите, многу да се дадете да живеете со песната како еден филмски лик кога се создава или театарски, да верувате на тоа што го пеете, бидејќи како ќе ви верува публиката тој што ве слуша, ако вие во тоа не верувате. Значи без разлика што ја туѓи зборови условно на тој текстописец или автор на стихови, љубам така поубаво ми е да кажам. Значи јас ако ме фатат 2-3 стиха, да не кажам една строфа, ја само заради таа строфа ќе ја земам песната. Ветрот игра мајски танец со глуварчиња, се за твоите очи како жарчиња. Љубовта е света земја малку посетена, таму би те водел, ама веќе си ветена. Тоа се стихови на Огнен Неделковски. И многу песни кои уште еднаш љубовта да ми тропне наврата, снег во коси да ми стоп. Тоа се све стихови кои ме инспирирале мене како пејач и авторот на музика Миле Барбаровски да напише. Тоа се веќе музички евергринови кај што ќе се слушат. Сигурно сум во тоа и ќе се обнародат. Веќе се обнародени. Така, пеете и на дијалект? Па да, пеам затоа што, знаете, богатството на македонскиот народ, вистинско богатство се дијалектите.
Не може да зборат сега и да зборуваат во делот на тоа идентитет постои кога со диелектите и со јазикот можеме да докажеме и веќе сме докажале со векови назад дека и тоа како ние постоиме од црквите, песните, дајте им ги, нека ги преслушаат, па после тоа нека отворат дебати, сакат во Европска унија, сакат во Бугарија, кај сакат. Не играм со политика, повеќе сакам да пеам отколку да коментирам и со песна да се покаже и докаже кои сме, какви сме и колку сме. Значи, песната е таа што навистина може да каже се. И јас се борам со песната да покажам и докажам, ако сме актери преку на сцената да кажеме и да докажеме кои сме. Ако сме пејачи на сцената, тоа да го докажеме. Има луѓе се политичари кои ќе се занимаваат со политика. Да не ги мешаме лончињата. Така. Тоа е тоа. Активно учествувате на повеќе музички фестивали, скоро на секој музички фестивал во државата. Колку таквите музички фестивали раѓаат нови таленти, млади македонски надежи кои што ите ќе се занимаваат да пренесат македонската народна песна? Па сите така почнат певе. Бев дебитанта во далечната 87 година со 30 на години. Иако кариера почнав со 30 и неколку години пеев на 33, а со 29 години почнав да пеам активно, професионално. Значи, шанса на секој пејач е да сними, да почне кариера со своји песни. И да се појавува на фестивалите се едно искуство, како за фудбалерите утакмици, да повеќе. Ја имам наскоро на сите релевантни фестивали во Македонија и вон Македонија. Од Илиджа до Нови Сад, до Загреб, во Македонија скоро на сите. Апропо муаветов пред малку не кажав за Тумба Фест. Тумба Фест, тоа се така, и песни тоа ќе кои го се спомнеме. шеговини на мој кумановски диалект, на кој од 10 години 9 пати имам соло настапено и една со Октет Куманово. Затоа што реков дека диалектот е богатство, диалектот е нешто што не одржува, што ни е идентитет, што не одвојува од други. Мене ме препознаваат како Нино Кумановац, не како Нино Кинез. Со сиот респект кон кинезите, нели? Така. За ова ќе се вратам на прашањето да се доречам. Шансата што младите имаат, а сега се неограничени можности да слушат музика, да избираат, мора да имаат селекција. Не може, има песна што те личи и што не те личи, што не можеш да ја отпееш. И треба да се избираат во кој фах. Јас сум повеќе можеби за песни кои се бараат подинамични песни, јас сум поише за балади, за условно кажано помирни песни, но не значи дека не можам и подинамична, по-ритмична песна да отпеам. Се зависи од тоа дали мене лично како пејач ќе ме фати песната и дали јас ќе верувам. Така. Имало ли до сега нешто што не ви фатило, кој сте рекле не ова нема да го отпеам? Па имало, сигурно имало, со тоа што не во смисла да не може на прва да ја земете песната, значи мора да ја отслушате, да видите нешто ви носи. Не може некој да каже ова е хит. Ќе настојувате вие од своја страна да ја отпеете најдобро што можете, но имате некогаш од добар роман, некој може да направи лош филм или обратно. Од помалку да кажеме некоја литература по-неподатлива да направи нешто подобро како филм. добар. Така и во песната. Не може секоја песна да ви пружи хит и да каже ова е тоа. Но од се тоа ќе се одбере. Јас имам, например, песни кои сега ги селектирам за 40 години која на носач на звук и не можам да одберам на еден носач на звук 30, ако имам, пример, 70 или 100 песни. Ќе биде тешко, но ќе ги одберам најдоброто од Нино со љубов и вино, ќе се вика така. Имам концерт предвидено, имам монографија, имам изложба, се во рамки на тие 40 години и ќе се најдат тука песни и селектирам. Так, баш ми е драго, се надевам дека ќе добиеме покана, дека Ма ќе сигурно, го вие сте проследиме неодминлив сетото. дел од мојот музички декор. Имаше и препејана нова верзија на Бабино девојче од Драган Спасовски Дац и Александар Митевски. Да ви кажам за тоа. Значи, сите песни се песни од животот, некако, еве, и за Свидете ми тамбури, и за Бабино девојче се родени негде во кафана, си имат своја приказна. Ме изненади многу за Бабино девојче Александар, ги почитувам многу и Дац, како актер сме глумеле заедно и сме се дружиле. И Александар Митевски како композитор и како пејач ме викна у студио, вика да слушнеш ова, после ќе правиме муавет. И ја слушам
И не реагирав ододма. И викам, сега што треба ја тука да направам? Па да отпееш, викам, една строфа. Добро. Ти отпеам 4 верзии, варијанти, како ја мислам. А ја одушевен сега, да не го кажам тоа во одушевување, колку ми беше драго што на тој начин аранжмански е решено на инаков и спотот беше многу интересно направен. И тоа ми е на мене така баш, има 5-6 верзии на Бабино девојче. Има една етно верзија, па има со Даци, со Александар, па имам со Джорлев, па имам, реков, етно верзија со еден оркестар, не знам што ќе одберете, да пуштите Челик бенд, така да повеќе, али ова ме изненади со таков пристап, може би е малку решено за помладите, можда и джезерски, не знам. Важно, ме фати песната многу и верував и последна строфа. Викам, па добро што сте ставили ја да пејам последна строфа. Да сум пеел прва, не знам. Како ќе поминало? Не, слушам ти вас, ама. Така. Што се случува на професионален план сега, што да очекуваме, може би некоја нова песна, нешто ново од вас? Па еве, баш сега на ум ми дојде да, поминувајќи мој драг композитор, лани имав песна Љупчо Соколовски, има сега конкурс за Валандово, институција конкурс, тоа се почитува. И најверојатно дека во рамки на овие 40 години сакам да се појавам на, сега сите не, ама на фестивали кои ми значат. Скоро 27-28 настапи имам на Валандовскиот од 35. Тоа е една голема бројка, 28 песни. И со октет имам 2 настапа. Со награди 3 први, 4 од жири, 3 една од публика, со октет трета, други, втори, за текст. Пилето пее. Пилето пеело, па препеел. Така да, значи, за Валандово сигурно, за Тумба Фест сигурно, не знам што друго ќе има понуда Лешок, кај ќе се понуди, ќе имам добра песна, сакам да се појавам, да го заокружам тие 40 години како јубилеи. Сигурно во овој фестивал што е светскиот тамбурашки во Нови Сад ќе имам авторска, односно песна со која ќе настапам. Јубилеот ќе го правам до крај на август, почеток на септември. И во рамки на тамбурашкиот 19-ти поред фестивал на кој сум уметнички директор. Тумба Фест, така? Не, Ова е друго. тамбурашкиот фестивал. тамбурашкиот. Тумба Фест е друго. Така. Импозантно излагање на 40 години кариера и се она што стои позади вашето име. Многу ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и што на прва ја прифативте мојата покана. Сакам професионалци луѓе. Тоа можам да го кажам токму за вас и после 40 години кариера останувате таков професионалец. Ви честитам за се досега. Се надевам дека ќе добиеме покана за сето на кое што ќе го правите, за концертот кој што ќе одбележи вашата кариера. Ви посакувам среќни празници, среќна нова година, многу здравје и уште многу успеси. Фала на поканата, играм на прво, фала на поканата уште еднаш, значи, и дај Боже да после јубилеот или пред јубилеот да направиме уште една емисија со најава, со нови песни. Така, тука сме секогаш во поддршка. Ви благодарам. А сега, почитувани гледачи, ќе оставам на колегата да одбере која верзија од Бабино девојче ќе ја пренесеме и на вас, а затоа Бабино девојче, Нино Величковски, уживајте. Ej, što mi se pije, babo, toј rujno vino, što ga točilo, babo, tvoje devojče. Ej, što mi se pije, babo, toј rujno vino, što ga točilo, babo, tvoje devojče. Ga točilo, se smejalo, tuj sprotiv mene, babo, pesme pojalo. Ga točilo, se smejalo, tuj sprotiv mene, babo, pesme pojalo.
pojalo. Ej, što mi se jede, babo, bela pogača, što gume silo, babo, tvoje devojče. Ej, što mi se jede, babo, bela pogača, što gume silo, babo, tvoje devojče. Em gume silo, em se smejalo, tu isproti mene, babo, pesme pojalo. Em gume silo, em se smejalo, tu isproti mene, babo, pesme pojalo. Ej, što bi gi mrsel, babo, tija rusi kose, što gi češljalo, babo, tvoje devojče. Ej, što bi gi mrsel, babo, tija rusi kose, što gi češljalo, babo, tvoje devojče. Em gi češljalo, em se smejalo, tu isproti mene, babo, pesme pojalo. Em gi češljalo, em se smejalo, tu isproti mene, babo, pesme pojalo.